Почитувани колеги, доктори, пријатели, здравствени работници, добре дојдовте. За жал, приморани сме своите одамна и предолго закинати права да ги бараме на овој начин. Исправени пред насилството на министерот и медиумскиот мрак од некои медиуми кои веројатно не заслужуваат да го носат тоа име. Ќе морам да се спуштам под своето и под вашето ниво на сите тука присутни и да одговорам на вчера изречените клевети, навреди и отворени закани од страна на првиот човек во здравството. Овде се присутни доктори, нема партии, нема политика. Ова е штрајк на докторите. Исклучиво професионално мотивиран. За заштита на нашите права и професија и не помалку за заштита на правата и здравието на пациентите. Вчера слушнавме многу лаги и закани. Жално е што министерот има ваков однос кон носителите на дејноста во здравството, докторите и кон сите други здравствени работници. Но жално е што покажува исто толкаво непочитување и омраза кон целокупното население и пациентите. Со заканите за некакви санкции покажува или непознавање на законите, бидејќи не постојат такви членови во дадените закони, или најавува дека ќе се стави над законот, над надлежните Министерство за внатрешни работи и правосудство и дека самиот ќе дели правда. Секој таков акт ќе го сметаме за акт на насилство и соодветно ќе одговориме. Хипократовата заклетва, која министерот милува да ја споменува, е морален кодекс на кој сме сите заветени и работиме така. Некои од тука присутните и со стаж подолг од возраста на министерот. Обвинувањата за нехуман однос кон пациентите, министерот може да го упати исклучиво на самиот себе, не на нас. Игнорирањето на овој штрајк е игнорирање на правата на пациентите. Инсистирањето на спроведување на парадоксалниот, многу објаснуван и штетен по пациентите модел, кој го влошува квалитетот на здравствената услуга и го намалува бројот на истите услуги, представува инсистирање на укинување на правата на осигурениците, укинување на правото кое сите ние, како и сите граѓани, секој месец ги уплаќаме. За крај, сакам да потсетам дека за секоја изречена лага и навреда ќе следи судска разврска, за секоја правно неоснована за закината плата ќе следат тужби. За да не дојде до тоа, очекуваме министерот Тодоров јавно да се извини на лекарите, на здравствените работници, воедно и на пациентите. За жал, како воспитани и честни луѓе, ние го почитувавме на почетокот како наш ресорен министер. Да не должен, не предаде и не изневери и нас и пациентите. И за крај, не би сакал да должам за да има простор за другите да се искажат, денеска е убав ден. И како што би рекле хидрометеоролозите, видливоста е добра, што мислам дека е исполнет предуслов да не видат во вистинско светло и во вистинска бројка. Не сме 30-40, не сме политички мотивирани, на стотици сме тука. Исклучиво како доктори, лекари на овој народ и за овој народ.